Планирањата во предлог буџетот за наредната година во делот на образованието и во делот за покачувањето на платите на просветарите за 5% во важност од септември 2018 година предизвика негативна реакција на наставничкиот пленум, кој со писмено соопштение и се обрати на јавноста, но и на надлежните. Во него меѓу другото се вели дека платите на просветните работници во Република Македонија се едни од најниските во регионот. Дополнително, наставниците не добиваат надоместоци за својата прековремена работа, која неретко се одвива и за време на викенд, па од тука најавеното зголемување за 5% ниту ќе предонесе за поголема мотивираност на наставниците, а со тоа и подобрување на квалитетот на наставниот процес, ниту суштински ќе го подобри нивниот животен стандард. За разлика од привилегираните административци кои добиваат месечен надомест за патни трошоци, дел и астрономски суми, овие трошоци од 2010 година се вкалкулирани во бруто платата на просветните работници, со што наставниците, особено тие што поминуваат повеќе километри до своето работно место, се дискриминирани во поглед на реалните примања. Наставничкиот пленум очекува соодветен третман од страна на владата при распределбата на средствата од буџетот и реално зголемување на платите во овој сектор, како и објаснување зошто не се спроведуваат членовите 35, 36 и 37 од колективниот договор потпишан на 2 декември 2008 година и изменетиот договор од 28 ноември 2009 година. Доколку буџетот е празен, советуваме мерките за штедење да се остварат преку редукција на гломазната администрација во сектори каде реално нема потреба од толков број административци, а не преку грбот на секторот образование, каде училиштата се уште се соочуваат со недостаток на стручни кадри, педагози, психолози, дефектолози и други стручни лица. Во спротивно, оваа најава ќе сметаме за навредлива и популистичка мерка на владата на Република Македонија, со која се обидува да се дотолчи и онака прегазеното достоинство на просветните работници во земјава. Во знак на солидарност, доколку во буџетот нема средства за соодветно вреднување на трудот на наставниците, наставничкиот пленум се откажува од покачувањето од 5% и предлага тие средства да се насочат кон реални социјални програми, но истовремено бара и другите корисници на буџетските средства да го следат нашиот пример. На тој начин сакаме да му помогнеме на Министерството за финансии да го надмине односот за некој мајка за некој маќа, се вели во соопштението на наставничкиот пленум.